sorrow. I never meant to cause you any pain. I only went outside to see you laughing. I only wanna see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Yeah. I only wanna see you laughing in the purple rain. I never wanted to be your kind lover. Oh no, I only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never see you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you laughing in the purple. Honey, I know times are changing. It's time we all unite with something new that means you too, and you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. Think you better close it, let me guide you through the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Yeah. I only wanna see you laughing in the purple rain, in the purple rain. I only wanna see you laughing in the purple rain. Кај сте, дечки, бе? Ај, добре, дојдовте. Едно онака официјално балканско, кај си, битолско да не реđe. Бошуо песниче. Ме вративте малце во младоста едно време кој имаше уве музики на секаде онака. За мерак. Квалитет на Партали. стварно песна е пен. Буздер. Ана и Стефан Петановски. Значи, уште прв пат кој видов пред 100 години таму, кај беше во студио пап негде, кај беше некој свирче, да, некој свирче, и за тебе те знаев од една страна, тебе те знаев од друга страна, онака што ти имав слушна да пееш, поима немав до скоро дека уствари сте брат и сестра. Значи времиња, онака, имат поминато времиње и ве познавам индивидуално, никако, а заедно свирите, никако ми врзи мозокот, толку сум бистар, онака, дека уствари исто презиме имате. Како бе, дечки, си свиркате заедно, а уште си свирите заедно, така? Да, тераме, мислам,
во неколку комбинации, пошто тоа е интересното, пошто секој си има и засебен проект. Јас имам соло проект и она има неизин проект. Мислам, што се тера авторски песни. На страна од тоа свириме и гигови, кавер, Браво. имаме бенд, така што во различни формации, али константно заедно тераме. Јарно, а? Да, Јас да, тате и бате оди работата. Шу. Да бе, па добро, така било порано, пример, татко ми, дедо ми свиреле, стрико ми, не знам кој таму собра. Јас и брат ми едно време свиреше бас. Неавме басист, го натерав, уствари купив бас за еден другар. Гостев дома, вика, може да пробам. Свири бе, брат, се враќам од свирка, го гледам нешто, вези, реко, од виолина свиреше претходно, викам, ти ке ни свириш од сега. Браво, да, чисто. Ами шо, Тоа е да има мрдање. Значи си терат уствари и различни проекти, заедно си свирите и ваше, и туѓо, и кавер, и мавер, што викаме прекривка во Битола, кавер, прекривка. Мора да почнеме со девојчето, со женското онака. Абе, знаеш како, жентлемен. Ше ќе кажав, кажи ми, знам дека спремаш некои нови работи, неќам сега да откриваме ако не ги... Обични не ги ни прашвам луѓето, ама кога се нови артисти ми е мерак да знам дека нешто се дешава. Знам дека спремаш некои нови проекти. Дали можеш барем малце вака ни нафрли што да очекува народот вака. Така нешто така да се дешава. Да, па мислам ево обработка мислам да речам странски материјали македонски исто. Мислам имам на страна и индивидуални проекти, имам и соработки со луѓе кои што мислам допрва она ке како што го прават и аранжманот и од композицијски аспект, така мислам има разновидни проекти периодов. Има и многу интересни мислам испаѓаат. Си тераме секако нели свирки комерцијален и приватен карактер секако. Многу супер, мислам одлични работи се дешаваа периодот ептен, мислам и концертиве беа Закон, Гала Оскаровскиов концерт последно беше со камерниот од Битола, хештег Браво. поштованица скрос. Браво. Со тоа многу работи се дешаваат, еве до 1 мај месец кога ќе си го видам календарот, онака колку што ми е убаво, толку онака си викам леле сега препотување вака со икона една во джеп. Баш. Тоа е тоа, стварно многу јаки работи. Поминавте на Гала концертот, знам, беше Горан Наумовски. Наумовски, Горан беше дојден на емисија со НАДБ, баш ми велеше ќе правиме нешто она, ама јас бев многу зафатен, иначе ќе ве дружев и јас за малце. Ама ништо. Има сигурно, ќе има прилика апсолутно. Ќе има во секој случај. Да, па под негова оркестрација беше целото, мислам практично беше голем дел од продукција. Абе, убаво е, треба да има такви настани и фалат некако. И тоа му е и него поентата, мислам, он сака баш да ја оствари таа како традиција, да биде традиционално секоја година да се одржува и стварно е преблагодарна сум мислам за луѓе како него што го одржуваат тоа, мислам што се трудат, се залагаат баш тоа да се дешава. Супер е Горан, супер е, да. Тофе. Добро, ти Звер, знам дека и ти си работиш, знам дека албуми си вадиш, свириш, корниш под инстаграмите таму. Стално, знаеш како, те видов ми излезе са, не знам дали беше на Инстаграм, TikTok имаш? Не, TikTok немаш, значи на Инстаграм ми излезе. Ми излезе на Инстаграм, го изгледав видеото еднаш, го изгледав уште еднаш, не знам шо беше нешто, некој соло возеше. И после скролнувам на Рилс друг гитарист, скролнувам трет, шо сторе, реков се само гитаристи ке ми Леле. Кажи ми шо спремаш ти? Да, јас сам константно нешто работам цело време. Без разлика дали за мој работи, дали на страна нешто, али моментално го спремам мојот трет албум, солистички албум, кој што би требало до крајот негде септември, октомври оваа година да веќе да излезе цел, али планот ми е сингл по сингл ги вадам песните. Веќе еден е излезен од сингловите, пред 2-3 недели баш прв пат го пушти во етер, така што ептен е тазе. За некое време, за некој месец втор сингл и до крајот на годината да се комплетира целото. Супер, сам си ги вадиш или соработваш со некој Апсолутно. продукција, зборам, мастер Не, микс, во тој контекст мислам, јас сум цело време сите работи ги бркам. Дамир го прави мастерот на албумот. Да, затоа те прашав, Така знам што- дека нешто некој по некој прст замешва и тој негде. Да, така ете. Да, ако супер. Види, убаво е кога е твое дете приказната Како цела, не? знаеш. Јас цел живот тоа го зборам, знаеш, и сум имал прилики и то прилики да потпишувам договори и чуда. Се имам одбиено, што сакав јас да си го направам нешто, знаеш. Мое да си, најгрдо нека е мое да си види. Ама тоа е многу супер, друго е мислам, чувството. многу е битно, да, Белек е Дефинитивно, Најбитна дефинитивно. Кажи ми, пошто си правиш албуми, соло албум, гитарче, ова, она.
дали има побарувачка оде кај нас за такви работи. Порано имаше за се публика, имаше металци, панкери, чуда сегде кај знаеш кај има журка, кај се оди, што се прави, рапери, сите марифети ги имаше. Дали сега има публика за оваа работа? Сега е многу поинаку, да бидам искрен, мислам, ова е многу затворен круг на луѓе, барем оваа музика ја што ја правам, али интересното е што нека се 100 души, али тие 100 души знам дека сега вечерва нешто да издадам, одма ќе сака да го слушнат, пошто стварно е сакаат таа музика, не само мојата, се што се случува на тој пазар прогресивен. И искрено за тие луѓе ми е мерак Тоа е факт, да. се да се издаде, пошто знам дека некој ќе седне дома и ќе го изслуша и ќе му биде мерак. да. И само ради тоа ја правам музика, пошто знам дека не ми е целта некој си кузне каков комерцијален успех во контекст. Не али мене ми исполнува, ова ми е, јас така го гледам, ова ми е задоволството од целиот свет на музиката. Едно раче преку микрофони. Не, ама реално, значи и тој комерцијалниот успех што луѓето многу го обожават, не се свесни дека ствари не е ништо посебно, знаеш, ќе те знаат сите во државата, добро, во ред, ти имаш некој хит, ти имаш може да ќе правиш поќе свирки, може да ќе направиш нешто поќе пари и значи толку е. Знаеш, да си негде во светот кај што работите би оделе напред, па ќе напредуваш од ниво во ниво, па фирми, па ова, па она, држи некако вода некоја, знаеш. Овде кај нас малце сме затворен круг. Да, знаеш, и ако правиш странска музика, не те слушаат тука, ако правиш тукашна, не можеш да ја пласираш надвор. И малце сме мал пазар. Зачаран круг. Да. Али тоа ми е интересно пример, пошто гитарскиот свет и на глобално ниво е релативно, мислам, тој не е мал свет, али е секој го прати. Така. И тоа ми е многу интересно што овде може толку се тие се луѓето, али на глобално ниво, поготово во тој гитар комјунити што е, луѓе дознаваат за музикава и веќе има луѓе што зборам сериозни и компании, луѓе што ме пратат и што си имаме и по Инстаграм и по чуда. Супер. И Тоа е многу, па интернетот брат. Значи социјалните мрежи денешно време, тоа е уствари уште една причина оти денес е малце тешко да вадиш музика, оти не си поќе во надпревар само со тука, сега си во надпревар со сите, Со сите комплет. на глобално Значи ниво. мораш да изваеш нешто што ќе победи алгоритмот на србите, на бугарите, на англичаните и така натаму. Скоро се така. Да, кажи ми, Ануш, ти знам дека работите нешто заедно, така? Си правите некои песничиња, ќе ни свирите нешто. Рековме, јас, тате и бате, онаквото е бендот. Кажи ми, ти, свирите свирки заедно, правите кавер свирчиња, македонска музика претпоставувам свирите, нешто ексјута, така натаму. Па најдалеку што оди, мислам, зависи ние, мислам, на забавите што не викаат, нели, не канат да дојдеме како бенд. Гледаме, нели, секако да сме максимално, нели, и флексибилни спрема нив, нели, секако да одговориме на нив, ама па во исто време, нели, до кај може да оди тоа се, сепак мора да има и ние како бенд имаме граници, нели, до каде, што како. Обично оди некој дел од XU репертоаров, мислам, тие што се класиците, круг. Фала Богу, да, фала Богу. Нема врвење без тие песни. Нема. Мислам, има така некои класици што да, секако и нели македонска музика, секако типот Калиопи, Каролина, Тоше, тие секогаш скоро секогаш се во репертоар. Дури се запрепастив, имавме пред некое време свирка и прашуваме сега нели за репертоаров една друга и дечки вака и вака. Добро, као супер. И што сега за репертоаров едно друго? Абе викам па може да имплементираме, јас спремна дека нели ќе бараат сега да им спомнам дека имаме XU и македонски да не пратат дома. Да, баш. И само викам па имаме XU македонски, не, ако може без XU македонски, само странски. Викам леле, yes. Мислам не дека нешто нели секако апсолутно прекрасно е нели, јас сум прва за поддржување македонска музика и македонски автори, само што има еден круг на презаситување од некои од шемите и мислам дека е супер што луѓе се онака поотворени за. Да, дај Боже. Значи јас имав еден случај тако во животот и тоа беше во Миравци, човече, во село Миравци. Браво. И се јави ако се рачунам слободоумен, еве јас сум имал некоја стега во главата пошто сум имал лоши искуства во градови прво. Нормално. И одиш и ти вика газлата, нема си свирил српско, демек
тука таква работа слабо. Браво. Нема проблем, знаеш, обично сите така велат. И почнувам, идат дечки, иди еден дечко со пиво и ми вика, дај бе нешто Pink Floyd, нешто, и седам ваго, викам, ти ме зафркаваш? Браво. Не ме вика, сериозно. Браво. Добро. И онака, хитот на сите времења, We don't need no education. В ствари, Vegeducation беше. Не знам дали го имате гледано видео, Така, така. преако. Со хармониката што ја сирели. Кица, Еј, ти вица. цицало. И онака почнуваш нешто, влегуваш некои песни, вадиш од нафталин, онака од на времето. И почнуваат луѓето да мрдат, си викаш, шо се дешава, кај едо? Знаеш, онака позитивно си викаш, од какви... Браво. Значи, идиме од едни од поголемите гради, тоа живее во Скопје, сум од Битола, цело време сум на релација, на ни едно место, да кажам, што сум свирал во Успат, Македонија, немаше нити таква култура. Да, апсолутно. Јако, јако. Абе, знаеш како се, извини што те ако, слободно. сам чисто да додадам на Слободно. мовето, проблемот е што, например, претходно мислам проблемот. Сега мислам дека денес премногу се генерализира во однос на се, и како што и со музика, нели? Порано, например, си беше, нели, конкретни места си се жанровски определени за едното, некако тоа си беше како природна селекција, а сега некако е како, знаеш, не може да пофатиме ред некако, мислам, можеш да начекаш и српско, мислам, добра музика си е добра музика, тоа стално го правиме, Стефан, Во секој баш случај. он го кажува тоа, мислам, нема тука лошо или добро во однос на било што жанровски, ама само луѓето се, мислам дека таа преголема генерализација од некои аспекти се презаситени музички луѓе, мислам, Дефинитивно. публиката конкретно, за тоа мислам. Дефинитивно. Дали би сакале, са пошто вака си соработвате братски, сестрински, мора малце инклузија, не може са братски да речиш. Фамилиарно речиме. Дали би сакале да ми свирите нешто што имате заедничко направено вака? Да ми направите еден концерт вака на телевизија. Аз како гостин ќе си слушам, не се мешам, од ја загрешив претходната. Топ Не беше, се мешам. Не, топ беше. Не, види, Топ јас беше. таков ми е стилот, јас ако не сгрешам, не е тоа, разбираш. Мора некоја грешка да има за да знаат луѓето дека се дешава. Ама не, ба човечки, така, па норм. Супер. Ајде да ми направите нешто ваше. Of course, е последнава, не сам, мислам, ова е практично од Ерос албумот, од концептуалниот албум на Стефан, тоа е втор. Практично не е концептуален на тој претходниот, тука е концептуален на овој сега што следува, така ли? Мислам, го кажав. И е еден од сингловите каде што јас имам дел од лид вокал. Кај што ти дозволи да Кај што влезеш да, во кај студиото. што можев да се Значи слушај, ти рече, сега ќе те пуштам да влезеш во студиото, не претервај. не претерувам, ова треба. Супер, ајде да чуеме. I see you overflow in my head, so clear as time disappears. Right now, right here is all there ever was. Below the wisp, like vision comes into life. I try to run to it. The subtle voices the source of infinity is you. And after all this time I've tried racing a restless mind, reaching the voice inside my head. I'm right here. One hears, one does not seek for another, collides into fear. What if my mind's narrow scope is my guide? Will I get to you? And after all this time I've tried racing a restless mind, reaching the voice inside my head. I'm right here. I pull my soul beyond all time,
now is where I'll hide. Embrace the voice within your head. You finally found. You found. Браво, уште по едно раче. Чисто. Вака, цело време седам со една фаца, вака седам, се вртам ваму, се вртам, знаеш, онака смрдени чорапи фацата. Најголемиот комплимент за музичари кој ти направи некој фаца, вака. Тоа е тоа. Кој ќе влези во приказната. Браво. Одлично, одлично. Многу ми се бенди се вака кога има млади луѓе што прат музика, што не се врзани со два акорди и два збора во песната и толку, разбираш. Дедека сакам, мислам да не се навредиме, кој што сака нека си прави супер се стилоите денешни, има одлични, значи одлични изведувачи што пробват нешто комерцијално да направат. Само што последно некако се е свртено на тие се темите, пари, дроги, коли, жени. Конкретно за линијата на помало отпор, онака за Тоа е музиката, тоа, не да, е- знаеш, да. 4 збора клај во песната и тераме, разбираш, да. не мора ни акорди да има, битот ќе било, нека вози, нека тропа Нека нешто. прича. Да бе, да, муавет да има, демек ние продаваме некој мафијашки филм, уствари, никој мафијаш не е во приказната, ни одблиску, ама нема врска, битно Ама да се се продава нешто, да бе, то продава, то ќе го правиме. Ке глумиме живот, нешто, улица, асфалт, тоа уште од на времето е тоа станат асфалтот. Да видиш какви улици има на Бајро, кај на скалосани со калдрами со чуда, тоа е тежок живот, остаje ти асфалтот е супер, ролери можеш да возиш. Кажете ми, дали правите нешто, добро, ти на македонски не можеш да свириш со гитарата, со ствари можеш, има стилој македонски, ама нема врска. Дали правиш нешто на македонски, дали би се пријавила на некој наш фестивал, например? Вака многу онака баш дрско и искрено што се вика ќе одговорам, стварно не би се пријавила, не би од лични причини, јас мислам многу ги почитувам традициите што ги имаме одржано како фестивали, како се мислам, ако нели мислам секакви искуства постојат ден денес и стварно реално се менуваат работите во однос на каков карактер им се дава на фестивалите и слично, мислам апсолутно не навлегувам таму да не ме сватите погрешно, ама моментот е што не би се пријавила доброволно ептен ако немам мислам онака баш мислам причина во моментот, мислам глупаво звучи, ама интуитивно ако не почувствувам дека окей, може сега во моментов е окей. Затоа што многу имам проблем со надпреварувачки карактер на нештата. Мислам не од аспект дека леле што ако изгубам, што ако победам или леле што ако нешто добиам некој пораз, нема, апсолутно сум скоро со окей, мислам со било што заради тоа што се ценам себе си многу, си го прифаќам квалитетот, не стварно така функционирам, не е ништо натаму, туку не знам зошто уште од претходно, општо кога ќе има самото нешто надпреварувачки карактер, јас сум окей, не сакам. Мислам не знам зашто мислам од типот нели на Макфест, кај нас мислам општо и на балканскиве простори, мислам ништо би сакала да се пријавам апсолутно, мислам ако е нешто надвор да речеме, како тип на фестивал, отворен фестивал да речеме како од таков тип би сакала, меѓутоа ептен надпревари затоа што имав и искуство, мислам одев на смотри еден долг период, мислам имав некои државни освојувања, на друго мислам тоа училишните тие што се не е ништо поконкретно, посериозно од тоа. Оде и тоа е супер. Мислам и тоа е, да, и тоа си апсолутно во својата категорија си е одлично. Само што некако таму некако добив некој момент на јас не можам да сум тука, не сакам да сум тука баш заради надпреварот, она како многу ретко има онака и надпревар, дај да се држиме меѓу себе, окей, сите да си го направиме нашето. Многу ретко го има. Многу често е како скоро никогаш. Ти си сега вака тука и вакви некои погледи како да. подока, стварно не можам, стварно онака лошо се осеќам. Скросфер размислување, мислам, јас исто знаеме како одат работите кај нас и уште во старт си скептик, разбираш? Уште не си оден таму, веќе си скептик, сигаш за шо? Разбираш, шо барам? Уствари, апропо муабетот, извини пак што те прекинувам, уствари са македонските песни, уствари заради една од причините зошто, например, не, мислам, сум имала неколку шанси до сега, сакав да, мислам, ми биле пружани да настапувам, мислам, така со македонска песна, всушност, на вистина до сега немам
почувствувам, мислам, имам една авторска македонска песна, се вика Викни ме и е под, мислам, под режија на Анастасија Габровски, мислам, она го пишуваше текстот и под композицијата е задолжено. Но мислам во тој случај сакам да кажам немало нити прилика од аспект на фестивали. Тек сега некако стварно ми се развива желбата, мислам, онака баш сакам да творам, не сум мислам, немам некоја конкретна посебна желба само за странски материјал, меѓутоа стварно целам кон вестерн, да речам, пазарот во однос на песни и сум стварно многу, без разлика на нештата, стварно сум многу алтернативец во душа, ми се свиѓа многу, го сакам тој тип на музика и општо странска музика и општо странски песни, мислам, стварно натаму ме влече и затоа и баш филингот е различен. Да бе, да, и јас сум растен со таа култура на музика. Мислам, ако татко ми бил армоникаш на времето, свирал народни, дедо ми е кларинетист, нема врска, никогаш не... Мислам, од секоја сум си ја сакал нашата музика, ама ме влечеле други стилови, што биле негде понадвор, што поќе ми лежеле и мене на душата некако, знаеш, и тоа е скрос окей. Знаеш, и многу ми е мило што, например, има доволно луѓе вака што се млади, што се искрени кон самите себе, има многу пеачи што не знаат што сакат и што ќе испеат се што ќе му дадат само за да пеат или да влезат негде. Децата стварно плаќаат огромни пари за песни што, да речеме, вторите не успеале да ги продат со години, само за да влезат негде, пошто не знаат тие самите што сакат, знаеш. И многу ми е мило што има вака млади артисти што не му е толку грижа дали ќе биде то нешто комерцијално или вака, туку си го прат нештото од душа. Да, стварно е така. Многу, мислам, и кога правиме, стварно, мислам, јас имавме зборено, мислам, на неколку пати на темава, онака, баш кога ќе почувствувам, тогаш би напишала, мислам, заради тоа што, мислам, на македонски нема никаков, нели, таму нема никаква бариера друга, освен тоа, има многу голема разлика како ја преживуваш песната, нормално, и затоа што ние сме растени со бендовите што сме растени и баш кај што многу целам кон, мислам, за македонска музика, многу апсолутно имаме и фантастична алтернативна сцена, фантастични артисти, гласишта и пол. Од нив сум инспирирана практично и многу, например, јас ги обожавам текстовите на Нокаут, значи Игор Џамбазов, мислам, вау, онака и онака дури до, мислам, Архангел имаат онака, мислам, има суштина и текстот и се, мислам, не станува збор воопшто, мислам дека лоша матрица малку се дава на целиот период заради тоа што се што е модерно е малку или нели го зборувавме баш на тој калап, да речеме, на пошто пото линијата на помал отпор, мислам, без онаква умисла. Работата е баш тоа, дека треба да ставаме душа во се што правиме и како што ја чувствуваш песната, така треба да се изведе, затоа што еве на пример имаш еден познат композитор, грчки композитор, кој што вика, има една песна Миму Тимонис Матија му и вика песната прозвучува само на, мислам, најмногу снага има кога е на тој јазик. Може на сите да се преведе, нели? Нема таму, не постои таа јазична бариера и многу се нервирам од тој муабет, зошто не правите на македонски, бе, луѓе, таман работа, значи не тук не станува збор, не станува збор ништо за нели повеќе од јасно е, мислам. Така е. Дај, ко сме на темата, дај за инат нешто македонско да испееме. Дај нешто. Што ќе маните нешто македонско вака да решиме работата. Да решиме. Да удриме на македонски да си сјоиме. Па еве, не знам, можеме нешто, дали во знак на да не ни го зимаат времето и да не ни го зимаат. Може. Сакав многу подобро звучеше некоја фора во мојата глава, нема врска испадна. Виж да не се секираш, јас стално така тресам зелени па никому ништо. Супер. Така да можеме со тоа егес. Не ми го земај времето ми е поважно од се. Во него има спомени со бели мириси од плавите мјари.
не можам да кажам јас дека повеќе од тебе знам. Нема лажно его ни суета, не, 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 не. Не би се ставила јас пред тебе, иако подолго од тебе постојам, вечно цвеќе не вене. Дај барем остави ме да живеам, јас со времето и со спомените. Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. Во него има спомени со бели мириси од плавите мјани и усни румени, да ти кажа дека сепак живеам. Мислиш дека се десе, но верувај ми едно не. Нема сила што ќе земе време, кај да си ти, што ќе погледнеш во облаци, ќе се сетиш и ти пак на мене, вечно цвеќе не вене. Дај барем остави ме да живеам, јас со времето и со спомените. Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. Во него има спомени со бели мириси од плавите мјани и усни румени, да ти кажа дека сепак живеам. Дечки, фала ви што ми бевте гости. фала Јас на морам, жената ме чека, не за друго. Поздрав многу до нејзе. Вечерата ја спремаме, чека, имам пат за тепање. Морам за жал да ве прекинам, ама ќе се дружиме пак. Само ова е супер, мора да го повториме. Мора да ја ти тебе, повториме оваа премногу. свирка. Фала ви што ми бевте гости. Фала на поканата. И здравје Боже, да направиме некоја свирка, некоја соработка, Дај да Боже, снимиме нешто, ајде, да тука сме, да се јес. глупираме се. Апсолутно. Студио кај него, студио кај мене, кај Дамир, кај Така е, сите така по е. нешто ѓајме, ќе свириме. Јас компјутер имам ако Супер. нешто. Микрофонот само и уствари имаме и микрофони, нема потреба. Еви уште по едно раче вака официјално Фала како што ви, ве Боже, пречекав. се покана. стварно. Фала ви на вниманието, а вие дечки се надевам дека убаво ви беше. Знаеш, недела 6, веќе 7 сато ќе фати уште малце, прик вечер, дома, знаеш, убое, после ручек, може да си пивкате, нешто си јадите, си мезите, не знам што правите, се надевам дека ве расположивме, дека ви беше лабава емисијата и се надевам дека наредна недела ќе се видиме пак. Толку од нас, поздрав и убав ден.